Добар ден. Согласно член 38 од статутот на општината Битола, службен гласник на општината Битола, број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општината Битола на 11.6.2026 година, четврток во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измени на програмата за култура во општина Битола за 2026 година. Точка број 2. Програма за измени и дополнување на програмата за јавни дејности и образование на општина Битола за 2026 година. Точка број 3. Извештај за работата на зоолошката градина Битола за 2025 година. Точка број 4. Извештај за работата на Старски дом Сју Рајдер Битола за 2025 година. Точка број 5. Одлука за мерки за поддршка на деца со посебни потреби и нивните семејства. И точка број 6. Решение за давање согласност на Друженијето за управување и промоција на туризмот, ако одам во Битола, за користење на името Битола. Вака предложениот дневен ред го ставам на гласање. Четири гласа за, усвоен е предложениот дневен ред. Поминуваме на точка број 1. Програма за измени на програмата за култура во општина Битола за 2026 година. Го повикувам известителот да ја појасни точка, да повелете. Добар ден. Значи имаме промени на програмата за култура 2026 година и то првата промена е што средствата за организација на Битфест од програмата К4 во износ од 3.200.000 денари се префрлаат на програма К3. Тука К3 е културно-информативен центар и имаме дополнување во делот на озвучување и поставување на тезги кои се зголемува за 1.500.000 денари заради зголемиот обем на културни настани, така да ова ставка од 1.800.000 денари сега се зголемува на 3.300.000 денари. Тоа е измената во програмата на култура. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, поминуваме на точка број 2. Програма за измени и дополнување на програмата за јавни дејности и образование на општина Битола за 2026 година. Го повикувам известителот да појасни оваа точка. Така да, имам измени во програмата за образование, се зголемува за 30 милиони денари, од кои што најголем дел од средствата се зголемуваат во ставките за електрична енергија, за течни горива, превозни услуги во образованието и други трансфери. Значи, зголемување имаме за 30 милиони, мислам дека детално беше објаснето на Комисијата за финансии. Да, и оваа точка беше разгледувана на Комисијата за финансии. Исто така и точка број 3 и точка број 4. Извештај за работата на зоолошката градина Битола за 2025 година и оваа точка ја разгледавме на Комисија за финансии и буџет. Повелете, известителот го повикувам. Директорот? Да, точка број 3, зоолошка градина 2025. Значи, како што беше претходно на Комисијата за финансирање и буџет, беше детално образложена завршната сметка на зоолошката градина и програмските активности. Уште можам да додадам уште неколку работи, можам да кажам што е реализирано во 2025 година. Значи, реализирани се повеќе активности. Направено е живеалиште за ЕМУ, живеалиште и набавка на 3 единки на ЕМУ, оспособување на просторија за вработање, изработка на мурал, ставање во функција на базенна мечка, делом на реконструкција на живеалиште на тревопасни животни, набавка на 4 единки на елени, набавка на пауни, пони, конјче, реконструкција на живеалиште за антилопи и бизон, поставување на нови информативни табли, целосна замена на електричната инсталација, засадување на околу 75 садници по повод 75 години зоолошка градина, целосна реконструкција на влезот на зоолошката градина, на објектот на влезот, целосна обнова на живеалиштата кои беа изградени со проектот 2012 година, надворешно санирање и молирисување, подготовка на проектна документација за изградба на живеалишта за купетари и терариум, изработка на проектна документација за живеалиште на Фламинго, воведување на материјално сметководство, извршени се повеќе обуки на вработените во зоолошките градини во Белград и во Скопје,
Отпочнување на постапка за добивање согласност од надлежните институции за увоз на животни од Зоолошка градина Белград, активно учество во изготвување на Националната стратегија за зоолошки градини и други активности. Или, отприлика сега со бројки, јас ќе ви кажам, значи, во одржување на зоолошката градина, во 2025 согласно можностите на зоолошката градина, се одвоени околу 1.070.287 денари. Имајќи го предвид буџетот на зоолошка градина, мислам дека ова се значителни средства кои што ќе влијаат во подобрување на благосостојбата на животните и на целокупниот амбиент во зоолошката градина. Не застануваме овде, во 2026 ќе имаме нови некои вложувања, така да целосно сме посветени на работата и на унапредување на зоолошката градина. Ви благодарам. Ви благодариме. Дали има дополнителни прашања? Доколку нема, точка број 4, исто и оваа точка беше веќе разгледувана на Комисијата за финансии и буџет. Извештај за работата на Старски дом Сјурајдер Битола за 2025 година. Ја повикувам директорката, доколку има нешто да дополни. Почитувани присутни, пред вас е презентиран годишниот извештај за работа на Домот за стари лица Сјурајдер во Битола за 2025 година. И бидејќи нешто не се осеќам добро за многу да образлагам, ако имате некои прашања, јас би ви замолила да ги поставите, оти малце сум на стината и не можам. По-конкретно, дејноста е сместување и изгрижување на стари лица во објектите што постојат веќе подолги низа на години. Капацитетот е околу 150 легла и постојано сме исполнети. Има голем интерес за сместување. То би можела да кажам. Иначе редовните активности, дневни, хранење, капење, перење на корисниците, греење, културен, забавен живот, колку што сме во можност во соработка со градинки, средни училишта, пензионерски здруженија или луѓе, физички лица што сакат да помогнат, да му го разубават денот или празникот. Во суштина е тоа, околу финансискиот извештај не би напоменувала ништо, бидејќи тоа веќе беше предмет на беше разгледување. образложен, дали, ви благодарам директорке, дали има прашања? Доколку нема, ви благодарам. Точка број 5. Одлука за мерки за поддршка на деца со посебни потреби и нивните семејства. Повели Димитар да ја образложиш оваа точка. Благодарам. Пред се сакам уште еднаш да се заблагодарам на поддршката која добив од сите советници во врска со ова помош која треба да ја земат дечината со посебни потреби. Особено сакам да се заблагодарам на колешката Марина Крстич, се извинувам, тука е, затоа што несебично се вклучи во изготвувањето на самиот правилник, во изготвувањето на целата предлог точка на дневен ред, како човек кој многу повеќе ги разбира работите и поддршката околу овие семејства. Ние заеднички изготвивме еден правилник за доделување на парична помош. Ќе добијат дечина на возраст од 3 до 7 години, бидејќи во разговор со самите здруженија, некако овие деца се најмалку опфатени во моментот од државна помош околу овие третмани за психолози, педагози, логопеди, сензорни соби и сите тие работи. И мислам дека оваа година тие средства ќе бидат наменети со посебен акцент за овие дечина, со нагласок дека од наредната година ќе изготвиме програма во која ќе аплицираат здруженија и невладини организации кои ќе нудат услуги за сите овие психолошки, логопедски, дефектолошки третмани бесплатно, а средствата ќе ги добиваат од страна на општината преку нивни повик. Обезбедени се околу 1.500.000 денари од општина Битола. Сите оние кои ќе аплицираат ќе можат да земат највисок износ од 15.000 денари
и во комбинација со другата помош која дава општината, мислам дека ќе му излеземе соодветно во пресрет. Она што е исто така добро и да се пофали дека ќе се обезбеди бесплатен паркинг за родителите на децата со аутизам. Во разговор исто така со колешката и директорот на ЈП Паркинзи работиме на изнаоѓање решение дали да се користат паркинг просторот што е одбележан за инвалиди или ќе го направиме на некаков поинаков начин, но ги уверувам сите дека нема да отстапиме од таа идеја и дека сите тие родители кои ќе ги користат овие третмани ќе користат и бесплатен паркинг простор. Реков дека и системски ќе го решаваме во иднина како овие дечина да добијат соодветни медицински услуги, а да не бидат на овој начин со доделување на помош, бидејќи знаеме дека често може да се јави злоупотреба на овие парични средства од неодговорни родители. Јас искрено се надевам дека ова година нема да биде тоа случај и за да го превенираме сето тоа, реков дека ќе се работи на програма каде што сите овие центри за помош ќе аплицираат до општината и ќе добиваат средства, а со тие средства ќе нудат и бесплатни услуги токму на оваа категорија на граѓани. Пратени ви се и правилникот и предлог одлуката, разгледајте ја, доколку имате некои сугестии, секако сме тука и уште еднаш треба да покажеме и во иднина дека вака сите заеднички треба да работиме во доброто за било која целна група во општина Битола, за било кој проблем на битолчани и само така ќе имаме еден успешен мандат сите ние како советници. Ви благодарам. Благодарам, Димитар. Има прашања? Повели Марина. Јас само сакам, имам една забелешка тука, сакам да напоменам, значи во точката, читајќи ги материјалите, е ставен правилникот првичната верзија, работната верзија која што е работев, меѓутоа тој правилник претрпи измени во соработка со секторот за социјална заштита од страна на општина Битола и конечната верзија која што е одобрена и изменета не е тука во материјалите, бидејќи во прилог на правилникот беше изработено и урнек на примерок за барање, кој што ќе можат семејствата на децата со посебни потреби ќе треба да го поднесуваат до комисијата која што ќе биде формирана од страна на општина Битола, така да ја замолувам општинската администрација да се достави конечната верзија на правилникот и барањето со се изјавите кои што се составен дел на овој правилник, за да можат советниците да ја имаат важечката верзија и детално да можат да ги разгледаат. Иначе да, во соработка со советникот Кузмановски, значи како што кажа и тој, остварена е работна средба со директорот на Паркинзи. Јас дадов таму неколку предлози, меѓутоа сепак треба да напоменам дека ова одлука треба прво да помини да се дај поддршка од страна на Советот на општина Битола, потоа треба да испрати Советот како барање со прилог одлуката која што е донесена од страна на Советот до јавното предпријатие, за истото потоа да може да биде разгледано на управниот одбор и да се изнајди решение за реализација на нова одлука, на овој предлог. Дадени се неколку предлози од моја страна кај директорот, меѓутоа сепак треба да се види кој е најдоброто решение и за јавното предпријатие, како и за семејствата и децата со аутизам во општина Битола. Ви благодарам. Благодарам. Секако ќе биде известена општинската администрација и ќе ги добиеме за утрешната седница, ќе ги имаме материјалите. Последна точка, решение за давање согласност на Сдружение за управување и промоција на туризмот Акодам во Битола за користење на името Битола. Исто и Димитар. Имаме формално, да. Во ред, ова е последната 6-та точка и сега можеме да поминеме на гласање на точките од дневниот ред. Точка број 1. Програма за измени на програмата за култура во општина Битола за 2026 година. Ве повикувам да гласаме. 3 гласа за, 1 воздржан, оваа точка е изгласана. Точка број 2. Програма за измени и дополнување на програмата за јавни дејности и образование на општина Битола за 2026 година. Ве повикувам да гласаме. 3 гласа за, 1 воздржан.
Точка број 3. Извештај за работата на зоолошката градина Битола за 2025 година. Ве повикувам да гласаме по третата точка. 3 гласа за, 1 воздржан и оваа точка е изгласана. Точка број 4. Извештај за работата на Старски дом Сјурајдер Битола за 2025 година. Ве повикувам да гласаме и по оваа точка. 3 гласа за, 1 воздржан. Точка број 5. Одлуки за мерки за поддршка на деца со посебни потреби и нивните семејства. Ве повикувам да гласаме. Едногласно изгласана точката број 5. И точка број 6. Решение за давање согласност на Сдружение за управдан во Битола за користење на името Битола. Ве повикувам да гласаме и за последната точка. Едногласно. Со ова го истрпуваме дневниот ред и ја затворам седницата за јавни дејности. Ви посакувам убав и пријатен ден.